ЕУ инфоцентарот во Скопје денеска прослави 5 години од отварањето. Организирани се повеќе од 1000 настани во просториите на центарот. Го посетиле повеќе од 45.000 лица, дистрибуирани се над 180.000 публикации, одговорени повеќе од 2000 прашања на граѓаните, организирани повеќе од 100 предавања за ЕУ за ученици и студенти ширум светот. Со оваа вест го започнуваме новото издание на Урбаните вести. Следете не. Нови обуки за невработени лица во општина Илинден. Славење на хуманоста во основното училиште Гоце Делчев во Љубанци. 500 видови вино ќе се дегустираат на 7-миот виноскоп од 16 до 20 октомври. Многу музика, вино и вински сувенири ќе бидат достапни на граѓаните од утре до недела во рамки на 7-миот виноскоп, кој традиционално се одржува на плоштад Македонија. Прилог на Елизабета Дамјановска. Од утре па се до 20 октомври, љубителите на виното ќе имаат можност да дегустираат повеќе од 500 видови домашно и странско вино во рамки на 7-миот фестивал на виното Виноскоп, на кој што ќе се представат повеќе од 20 винари. Освен во виното, посетителите ќе можат да уживаат и во богатата музичка програма, која оваа година им дава предност на музичките имиња од Македонија. Фестивалот на виното дополнително ја збогатува туристичката понуда на градот, истакна денеска градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, повикувајќи ги граѓаните во што поголем број да ја посетат оваа културна манифестација. Граѓаните на градот Скопје ќе имаат можност да уживаат во вкусовите на повеќе од 500 видови на вино од Македонија и надвор од Македонија, при што ќе бидат представени повеќе од 20 винари. Настанот ќе се одржи на плоштадот Македонија. Градот Скопје сака да го промовира виното како македонски производ, заради тоа што Македонија е земја на виното со богата многувековна традиција, и сакаме тоа да биде еден од начините на кои што ќе го промовираме Скопје, а и Република Македонија. Најефтиното наливно вино на Виноскоп ќе чини 50 денари, а како и изминатите години продажбата на сите производи ќе се врши со фестивалски бонови. На сцената на Виноскоп за пријатното расположение на присутните ќе се погрижат Драган Мијалковски, Јаков Дринковски, Владимир Четкар, Бојана Атанасовска, Бени и Нонстоп, Кристина Арнаудова, Тумбао Салса Бенд и други, а ќе бидат застапени разновидни музички жанрови, соопшти организаторот на фестивалот Фимка Шопова Темова. При тоа, не заборавајќи да нагласи дека македонското вино е се популарно не само на Виноскоп во Скопје, туку и надвор од Македонија. 90% се естрадни уметници од Македонија. Решивме оваа година акцентот да биде тоа, но не изоставивме да има една интересна клапа од Хрватска, кои што ќе бидат гости на фестивалот, потоа има музичко трио од Кипар и уште еден бенд кој што доаѓа од Италија, во главном музиката која што ќе биде презентирана нели на фестивалот е етно, джез, евергрин и македонски. Интересот за македонското вино е се поголем не само на фестивалот во Скопје, туку и надвор од Македонија, со тоа што ете докажува и нивната успешност во другите земји. Под мотото енергијата е убава и еколошка, денеска на Скопскиот саем е отворен 39-тиот меѓународен саем на металургија, електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита, Технома 2013. На површина од околу 12.000 метри квадратни свој изложбен простор имаат над 200 домашни и странски компании од Италија, Грција, Бугарија, Словенија и Хрватска.
Манифестацијата ја отвори извршниот директор на Скопски саем Гвидо Омладич, кој оцени дека користењето на иновативни технологии ја подигнуваат свеста за важноста на квалитетот како најдобра бизнис практика за лансирање и промовирање на производите на саимските манифестации. Технома е една од најстарите, а секогаш нова бизнис ориентирана саемска манифестација која останува иновативна платформа за одржување, развивање и иницирање на бизниси од металургијата, електрониката, енергетиката, неметалите, градежништвото и обезбедувањето и заштитата, рече Омладич. Паралелно со Технома 2013 која ќе трае до 19 октомври, на Скопски саем се одржуваат и 14-тиот меѓународен саем на занаетчиство и малостопанство, 33-та меѓународна изложба на иновации Макинова, како и изложбата на агромеханизација како сегмент на 63-тиот меѓународен саем за широка потрошувачка Агрофуд. Како заеднички дел од Агрофуд и Технома во дворот пред управната зграда на Скопски саем во тек е изложба на агромеханизација. Со дефиле од плоштадот Македонија до домот на хуманитарните организации Даре Џамбас, промоција на книгата Мојот живот без вид и изложба на тифлотехнички помагала и ракотворби од слепи лица. Денеска беше одбележан светскиот ден на белиот стап, 15 октомври, во организација на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија. Дел од големиот број проблеми кои ги мачат слепите лица се оние кои се однесуваат на движењето, читањето и пишувањето. Тие проблеми може да се надминат со обезбедување современи технолошки помагала. За пишувањето и читањето се прават напори заедно со владата преку Министерството за информатика и јавна администрација да се изработи говорна синтеза на македонски јазик. Досега владата овозможи слепите лица да користат посебен додаток кој изнесува 7000 денари, а во моментов го користат 1080 лица. Слепите лица добиваат и парична помош за нега и помош од трето лице, со што дополнително им се дава поддршката за да ги надминат предизвиците со кои се соочуваат во секојдневниот живот. Тука се и мерките за бесплатен превоз, мерка која се спроведува од минатите години и дополнително помага за зголемување на нивната мобилност, како и бесплатно присуство на придружник за време на здравственото лекување. Националниот сојуз за слепите лица во Македонија делува од 1946 година со цел да ги подобри условите за живот и работа на слепите лица, како и нивна социјализација и интеграција во општествената заедница. Во него членуваат повеќе од 2500 слепи лица. Во основното училиште Гоце Делчев во населеното место Љубанци беше реализирана донација добиена од австриската детска хуманитарна фондација Лајонес. Станува збор за донација вредна околу 17.000 евра, наменети за 67 нови прозорци, 25 врати, дел од средствата се наменети за куински како и за школски прибор. Во основното училиште Гоце Делчев во населеното место Љубанци денеска се одржа пригодна свеченост во чест на хуманоста. Станува збор за реализирана донација добиена од австриската детска хуманитарна фондација Лајонес, која е интернационална организација и функционира во целиот свет. Донацијата се состои во вредност од околу 17.000 евра, а со нив се заменети 67 прозорци на училиштето, 25 врати, дел од средствата се наменети за куински прибор, како и школски прибор. Така што после завршувањето на денешната свеченост, сите 130 ученици од училиштето Гоце Делчев во Љубанци добија ранци со училишен прибор, на кои се израдуваа сите дечиња, а најмногу првачињата. Донацијата се состои од промена на 67 вкупно прозорци на училиштето, кои што беа застарени од 1924 година, значи ги заменивме прозорците, 27 врати во училиштето, исто така дониравме училишен прибор, географски карти, атласи, епрувети за лабораторијата, како и куински прибор за учениците за да може да се одвива исхраната како што треба. На свеченоста неизбежно беше и присуството на градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски. Тој соопшти дека како локална самоуправа се вложуваат големи напори за да се задоволат потребите во образованието. Како локална самоуправа сите потребни законски норми и прописи во најкраток можен рок преку Советот на општината ги донесоме и сметам дека на големо задоволство денеска
секој збор што ќе го кажем како градоначелник е вишок, мислам дека учениците денеска се кажа, донацијата е на вистинско место и во вистински раце, а тоа се учениците. Како најзаслужна личност која вложила најголеми напори за да се обезбеди оваа донација и директорката на основното училиште Гоце Делчев. Таа изјави дека е многу задоволна што се остварила оваа соработка со Австриската хуманитарна фондација и ќе се бори оваа соработка да не застане овде. Оваа донација ќе остане стално за сеќавање, ќе биде гордост и за сите нас во училиштето, а мене посебно како директор ќе ме радува бидејќи во мое време се успеа нешто да се сработи и да се види кое што е видливо и ќе остане се до крајот на училиштето додека постои. На крајот од свеченоста, како благодарност за соработката, градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски на представничката од Лајонес фондацијата од Австрија и подари уметничка слика, која е изработена на втората ликовна колонија Љубанци. Поречиси цела недела смрзнување, скопјани денеска конечно се разбудија со топли радиатори, со што се означи стартот на грејната сезона. Пред неколку денови енергетската компанија Balkan Energy Group ја извести јавноста за стартот на грејната сезона, која започна во предвидениот термин, односно законскиот термин. Точно и навремено Balkan Energy Group пушти малку топлина во радиаторите. Скопјани утрово не се изненадија кога ги допреа радиаторите во своите станови, бидејќи е 15 октомври, ден кога стартува грејната сезона. На раката почувствуваа малку топлина. На тој начин Balkan Energy Group го запази законскиот рок и ја стартуваше новата грејна сезона. Претходно, иако температурите во утрата знаеја да паднат и под нулата, овој оператор со грејењето во Скопје се држеше до законските одредби, кои пропишуваа дека парно грејење треба да се пушти на 15 октомври. Преостанатите два дистрибутери на топлинска енергија, Елем Енергетика и Топлификација Скопје Север, веќе една недела ги затоплуваат граѓаните. И од двете компании велат дека немаат поплаки од граѓаните. Според правилникот на Регулаторната комисија за енергетика, официјален почеток на грејната сезона е 15 октомври. Сезоната може да почне и порано, но под услов во 3 последователни денови температурата по 21 часот да се спушти под 12 степени. Овој услов предизвика проблеми во комуникацијата Balkan Energy, граѓаните и Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторот пред една недела оцени дека се создадени услови за почеток на грејната сезона и побара компанијата да го почитува правилникот. Во спротивно, ќе ја одземе лиценцата, но компанијата одлучи да го почитува 15 октомври како почеток на грејната сезона за незините корисници. Balkan Energy Group ги снабдува со топлина Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Киселавода, Чаир, Аеродром и Газибава. 32-то издание на Скопскиот джез фестивал започнува во четврток со настап на британско-словенечкиот тандем Еван Паркер Златко Каучич, а ќе трае до 21 октомври. Ова беше соопштено на денешната пресконференција. Организаторите соопштија дека 5 фестивалски дена го носат она што е актуелно и вредно од светската джез сцена. Ни пред се цел со оваа програма да се покажеме во светот и кај нашите колеги и пошироки, и така имаме истекната нашата репутација. Програмата е напорна, инаку бидејќи не е едноставно. Не е едноставно да се доаѓа 5 дена поред, практично на 3 концерти, 2 на главната сцена и една на пополнокната сцена. Меѓутоа искуството досега кажува дека Скопје сепак има доволно публика за такво нешто. Обично европските фестивали ние почнуваме и четврток и завршуваме во понеделник заклучно. Во новото средно модуларно училиште во општина Илинден денеска се одржаа обуките за невработени лица во општината во соработка со Агенцијата за вработување. Целта на овие обуки е невработените лица полесно и побрзо да дојдат до вработување. Прилог на Томислав Атанасовски. Општина Илинден во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска организираа обуки за невработени лица кои се одржаа во средното модуларно училиште во општината. Со оваквите обуки продолжува континуитетот за изнаоѓање начини за намалување на невработеноста во општина Илинден.
Целта на ваквите обуки е да им се помогне на младите невработени лица да ги зголемат можностите за вработување. На обуката беа презентирани активните можности за вработување што ги нуди Агенцијата за вработување. Еден од приоритетите на општината Илинден и на мене како градоначалник е изнаоѓање начини, решенија, нудење на можности за вработување. Делот на локалниот економски развој, тоа е привлекување на инвестиции, инвеститори домашни, надворешни, каде што ќе може да изградат и да отворат нови работни места. Во тој дел, во приватниот сектор, значи имаме еден напредок и таа е една од можностите. Агенцијата за вработување работи со приватниот сектор и со оние барања за вработување кои што стигаат до нас. Додека пак целиот државен сектор, без разлика дали се работи за јавен или државен службеник, имаат обврска сите државни институции, сите што се под Министерство за финансии, финансирање, буџетски вработувања, да распишат јавни огласи во Агенцијата за администрација. Агенцијата нема никаква надлежност во однос на изборот, постапката за избор и вработување во овие буџетски установи. Единствено, на крајот, кога ќе се заврши целата постапка, пријавувањето на работниот однос е во Агенцијата за вработување, што е тоа значи чиста формалност која што ние мора да ја спроведеме. Општина Илинден досега организираше повеќе вакви обуки за невработени лица во соработка со бизнис секторот и државните институции, со единствена цел да им се помогне на младите што побрзо да дојдат до вработување, како и намалување на стапката на невработеност која оваа година изнесува 21% во однос на 2010 година кога изнесуваше 32%. Обуките се отворени и на нив може да присуствуваат сите заинтересирани невработени лица од општина Илинден. Општината и воедино ќе продолжи со оваквите обуки за невработени лица, какви што досега одржаа представници на Джонсон Мети, ПК Беско, Балканската млекара Суташ и Фабриката за работна и заштитна облека ВПТекс Македонија. Во населените места во општина Илинден вчера и денеска се реализираше хуманитарна акција за собирање на зимска облека и обувки. Акцијата е наречена да ја покажеме хуманоста на дело. Сите што сакаат да донираат зимска облека, тоа можеа да го сторат вчера и денеска, односно 14 и 15 октомври, од 8 до 20 часот во домовите на култура во населбата Илинден, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Бучинци, Бујковци, Мршевци, Делјадровци, Текија, пензионерскиот клуб во Марино и канцеларијата за односи со јавноста во Миладиновци. Хуманитарната помош е наменета за семејствата соочени со соодветен социјален ризик. За оваа цел беа поканети сите граѓани да земат активно учество и заедно да придонесат за подигнување на свеста на граѓаните за потребната меѓусебна поддршка и помош на ранливите групи. Условот беше донираната облека да биде уредно спакувана и чиста. Фудбалската репрезентација на Македонија игра против Србија на гости во последниот надпревар од квалификациите за пласман на светското првенство во Бразил. Ова и останатите вести од спортот ги гледаме после рекламите.